Вложи $100 за да добиеш 500 па и повеќе. Македонските граѓани повторно мета на измами. Платформата Конти за електронска добивка ќари неколку стотици илјади долари од македонските инвеститори кои наместо да добијат, останаа извисени, ем без добивка, ем без своите вложени пари. Според неофицијални информации станува збор за околу 14.000 граѓани од Македонија, колку што има членови Телеграм групата на платформата Конти. Парите доаѓаат и си одат, им напиша администраторот кој се оградува и вели никој не бил принуден да вложува во шемата. Голема е веројатноста транзакциите да не се реализираат и тука нема што да се крие. Ве молам, без обвинувања, никој не беше со сила натеран да вложува. Многу добија, а и многу изгубија. И тоа е факт. Ова не е прв случај во земјава, но и во светот, кога луѓе желни за брзи пари без работа и труд, туку само со кликање, инвестирале средства во непроверени платформи. Исто толку лесно е и да влезеш во групата играчи на Конти. Прво вложувале пари и тоа од 50 па се до неколку илјадници евра, се инсталирала апликацијата, се кликале лајкови на филмови, а се барале и нови луѓе да го сторат истото. Вложените средства им се враќале назад по околу 1 месец, а потоа им следувала и заработката. Некој заработил илјадници евра, но поголем е бројот на граѓани кои изгубиле илјадници евра. Сепак, точниот број на измамените од овој пирамидален инвестициски финансиски потенцијален криминал и не може да се утврди, со оглед на тоа дека никој од нив не пријавил во полиција. Министерот Тошковски апелира граѓаните да не наседнуваат на онлайн потенцијални инвестиции кои најчесто завршуваат како класични измами. Кривична пријава официјално не е поднесена, но морам да изразам една огромна загриженост за ваквиот тип на пирамидален инвестиционен финансиски потенцијален криминал кој што се случува малтене по не знам кој пат во Македонија. А сите оние кои што учествувале како жртви во овој кривично правен настан, потенцијален, пак морам да кажам во овој момент, ги повикувам да се обратат до Министерството за внатрешни работи. Ваква слична измама во Македонија полицијата забележала и пред 2 години, кога граѓаните повторно наседнале на апликација која наводно ќе ги збогати за на крај да останат без вложените средства.